Од 28 ноември започнуваат божикните пости за православните христијани и ќе траат до 6 јануари, кога христијанскиот празник Божик. Постите траат 40 дена, а од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги со објаснување за секој ден од неделата. Од 28 ноември започнуваат божикните пости кои што се востановени во чест на еден од најголемите празници, тоа е раѓањето Христо или кај народот познат како Божик. Според типикот пропишан од православната црква, овие пости се постат на следниот начин, значи понеделник, среда и петок е строг пост без употреба на масло, вторник и четврток е дозволена употреба на масло, дека сабота и недела е благословено и риба. Нели они денови каде што постот ублажување веќе поделивме табели кои што се поделени по социјалните мрежи за сите оние кои што сакаат да знаат во кои денови нели има ублажување. Дјакон Димитар Арсовски изјави дека православните христијани кои што сакаат да постат за божикните празници, да го сторат тоа не само со јадење, туку и духовно. И како секогаш така и сега должност ни е да апелираме луѓето повеќе да внимаваат на оној духовен пост отколку на телесниот, бидејќи како што и самиот Господ Исус Христос кажува, не она што влегува во устата го сквернува човекот, туку она што излегува од устата, па така повеќе да обрнат внимание на својот однос кон ближните, пред се на својот однос кон Бога, во никој случај да не ги забораваат сиромашните и оние кои имат потреба од било каква помош за постот да добија онаа целосна димензија. Знаеме дека оние категории луѓе како возрастни, односно стари, изнемоштени лица, бремени жени, родилки, луѓе кои што започнуваат со посет или работа, тешка физичка работа, постот може да им биде ублажен со благослов од духовникот. Постот не е време на очајание и мрак, на страдање и измачување на телото и душата, туку е чин на радост и закрепнување на љубов кон Бога и кон човекот. Покрај постењето, православните христијани треба да присуствуваат и на божествени литургии кои се одржуваат во црковниот храм во Кочани и да се молат за здравје.